Како што слушнавте и во самата најава, почитувани фолк пријатели, во ова издание на емисијата Мегафолк ја имаме Сузана Спасовска. Сузе, добре ни дојде во Мегафолк. Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Најпрвин, дозволете ми од име на целата екипа на музичката емисија Мегафолк да ви честитам 30 годишно успешно обстојување на македонската фолк сцена и честитки за успешниот концерт. Благодарам од се срце. Да, време беше да се направи едно заокружување на сето она што досега се случуваше, 30 години. Музика 30 години, сцена 30 години за Македонија. Навистина сум воодушевена како помина концертот, 3 часа интензивно пеење нормално со настапи на моите гости кои што цело време беа со мене. Среќна сум бидејќи поминаа успешно тие 30 години, имаше многу проекти, многу песни и навистина беше тешко да се одреди што да се отпее на тој концерт, но јас имав еден, освен мојот репертоар, значи моите песни низ годините, имав еден музички подарок кој што беше навистина едно големо изненадување за мојата публика и за сите оние кои што ќе го проследат нели концертот потоа на телевизиските екрани. Тоа беше една моја желба, си ја исполнив, која што долго време, значи што од малечка си ја чувам тука во душата. Како што знаете, многу пати сум кажувала дека сакав да бидам оперска певица, но ете, Господ ми даде да си ја пеам македонската песна, народната македонска песна и среќна сум заради тоа, но сакав да си ја исполнам таа желба во едни 3 минути, нели на сцената на мојот јубилеј и ја отпеав аријата од Пучини, О мио бабино каро, каде што добив огромни аплаузи и мислам луѓето беа наистина многу изненадени. Потоа, заради тоа што веќе година и нешто го изучувам кинескиот јазик и кинеската култура, традиција, одбрав една песна кинеска, која што е многу позната, ја отпеав и незе, иако во публиката имаше најмалку четврт сала кинези, беа одушевени, како моите пријатели кинези, така и мојата публика, и потоа, како за крај на музичкиот подарок, виолина и глас, од проектот со Зоран Џорлев, Тага за југ ја исполнивме. Целиот концерт протече во преубаво, значи без ниеден застој или нешто, без ниеден проблем. Му благодарам на Господ, навистина тоа беше голем стрес за мене, но ете, пробувам малку да се смирам и еве сега на концертот на танец. Убаво ми е кога ќе си ја облечам носијата, мојата работна облека што се вели, и убаво ми е кога пеам македонски песни. Така, Сузе, 30 годишна фолк кариера навистина е започит и тоа успешна кариера. Јас знам дека вашата генерација на пеачи навистина требаше најмногу и со квалитет да се докажат за да може да опстојат на оваа македонска фолк сцена. Може ли еве да направиме една компарација како беше во времето кога Сузе почнуваше да пее и да ја негува македонската фолк песна, а како е сега? Како во генерациите што има разлика, нели? Така и тоа време беше поразлично од ова време. Во ова време чинам дека можете веднаш да станете познат со еден видеозапис или спот и со една хит песна, но сето тоа е краткотрено, како да кажам. Ние се боревме чекор по чекор. Јас како помлад пеач во таа една плејада на многу успешни пеачи, многу квалитетни пеачи, навистина морам да ви кажам, ми беше многу тешко да пробијам, меѓутоа, нели, ако Господ ви даде грло, тогаш нема проблем. Значи, се е убаво кога можете да испеете и во живо, а не само на плейбек. Денешните нели генерации, нови пеачи, повеќето сакаат на плейбек да пеат, а ние во тоа време пеевме само во живо. Значи и во студијата, и емисиите, сето тоа беше во живо. Но секој време си носи нешто свое, така да мораме да и ние да чекориме заедно со времето и да одиме напред. Така, после 30 годишното заокружување на фолк кариерата, вашите обожаватели веројатно очекуваат сега, а и вашата обврска спрема нив е сега поголема, затоа што нели после 30 годишно успешно обстојување ќе очекуваат и нешто многу повеќе понатаму. Што да очекуваме од Сузе понатак?
Мојата публика е навикната секогаш на нешто ново, така беше и на самиот концерт кој што траеше 3 часа, бидејќи и воопшто концертот помина многу брзо затоа што се беше едно по друго, значи многу проекти, многу различни движења во музиката, така и понатаму. Значи ова беше, што кажа мојот колега Мишко Талески во најавата, вели ова беше само првото полувреме, а второто полувреме допрва ве очекува. Значи и понатаму имам енергија за да правам нови работи, може би малце по спокојно, но сепак сакам да ја дадам на публиката секогаш нешто интересно и ново. Се надевам дека ќе биде одушевена од моите нови проекти. Сузе, уште еднаш благодарност што бевте дел од Мега Фолк. Ви посакувам многу плодна и успешна работа и понатаму и се надевам дека во наредна прилика повторно ќе има за што да разговараме за некои нови песни, нови албуми, нови настапи. Така, секогаш има за што да се разговара ако човек сака да работи и да твори и да носи нова музика. Така да од Сузана Спасовска секогаш очекувате нешто ново и секогаш ќе имаме што да разговараме и малку ќе ни биде времето. Многу поздрав до вашата публика, ви благодарам од се срце. Благодарам и јас. Почитувани гледачи, Мега Фолк продолжува и понатаму, следно наред е нашата Мега Фолк топ листа. Останете со нас.